Здраво! Сега ќе ве водиме низ банката на приказни на проектот Под маса пред продажба на интегритетот. Како да ја истражите мапата на корупција, како да ги користите нејзините алатки и како да ја споделите сопствената приказна. Да започнеме. Кога ќе ја отворите страната, првото нешто што ќе го видите е мапата. Мапата е интерактивна. Интензитетот на боите покажува каде има најмногу споделени коруптивни дејствија. Можете да поминете со курсорот врз мапата и ќе се покаже името на општината и бројот на споделени приказни од таа општина и да кликате по општините, со што ќе се отворат различни пити полни со информации. Секоја бројка представува една споделена приказна, која е претходно обезбедена од вистински луѓе и искуства. Делови од споделеното се отсликуваат во следните категории. Локација каде што се одвивало коруптивното дејство. Општи демографски податоци за граѓанинот, како пол и годишна група. Сектор од јавната администрација во која се одвивало коруптивното дејство. Дали бил побаран или понуден подкуп, вид на добра кои се користени за подкуп, пари, подароци и така натаму. Со кликнување на одбраната општина, во случајот Гевгелија, ќе може да истражувате и да оформувате слика за критичните точки во таа општина, во кој сектор има најмногу случаи од оние искуства кои се споделени со платформата. Потоа, во каков вид на добра и со која причина се одвивало подкупувањето, кои возрастни групи биле најизложени, односно најмногу се охрабриле да споделат. Исто така, дали бил побаран или понуден подкуп, вид на добра користени за подкуп и најважното, споделената приказна. Така може да истражувате и по други општини. Базата расте и се полни со секоја споделена приказна, откако ќе помине филтер од организацијата. Прашалникот комуницира со мапата и искуството е интерактивно. Со споделување лично искуство се обогатува базата на податоци и се создава попрецизна слика на жариштата на корупцијата во јавната администрација во секоја општина. Овие бази на податоци, со најважниот дел, споделената приказна, служат како сеф во кој се чуваат вредни валути, личните приказни на граѓаните, кои со колективна акција можат да изложат жаришта на корупција. Потоа, од овој сеф се извлекуваат важни информации и се користат за плаќање идни дејствија, како постапување, новинарски истражувања и слично. Банката на приказни е моќна алатка, која може да покаже какви се индивидуалните искуства прикажани во заедничка колективна слика. Искористија оваа алатка и споделија и твојата приказна поврзана со корупција во оваа банка. Твоето искуство ќе придонесе кон важни заклучоци по кои подоцна ќе бидат преземени соодветни дејствија.